Добро вечер, дами и господа. Добродојдовте на уште едно издание, уште едно наше дружење заедничко. Вечерва ја играме Евротрак симулатор двојката, каде што возиме камиони. Некои од вас сигурно веќе добро познаваат оваа игра, но оние кои се уште не ја има запознаено, има прилика преку нашиот YouTube канал да ја запознаат. Денес ќе возиме од Оснабрук до Лион, ќе превезуваме домати со тежина од вкупно 21 тон и треба да заработиме 35.160 евра. За секој километар добиваме по 36,81 евро. Ја поставуваме GPS локацијата и возиме до местото каде што треба да го натовариме камионот со домати. Времето, за жал, е врнежливо. Можеме да пратиме навигацијата десно на самиот камион или горе на екранот. Имаме околу 200 километри до утоварот. Stay left and then turn left. Штета 35. Не може со таа брзина за ретене да прикочиме, за жал. Направивме сообраќајка. Turn left. Тука треба да свртиме десно. Во најскоро време треба да го посетиме сервисот, да го поправиме камионот, инаку ќе имаме проблеми со моторот, ќе не исклучува. Возиме со 93-4 км на час. Ќе застанеме да наполниме гориво. На самата бензинска пумпа, кога ќе застанеме, го исклучуваме моторот, држиме Enter за да напуниме гориво. Цената на дизелот е 1,40. Наполнивме вкупно 283 литри и тоа не чинеше 397 евра. Го палиме моторот и продолжуваме со возењето до самата дестинација, каде што треба да го товариме камионот. Жмигавец да се приклучиме во лентата. Ни остануваат уште 188 километри. Тука ќе мораме да внимаваме како возиме, бидејќи камионот ни е јонака 35% оштетен од невнимание, секако, наше невнимание. Го следиме GPS радарот, кој не води до целта. Ќе префрламе во левата лента, каде што нема толку возила. Дефект на моторот, да, знаеме добро.
Go straight. Продолжуваме лево. Go straight. Или остануваме лево во лентата. Не се случуваме десно. Се уште времето е врнежливо. Сега е некаде во играта 7:50. Имам уште 2 часа и 12 минути до целта. Или точно уште 144 километри. Да, и мораме да внимаваме додека возиме по дожд, камионот лизга. Занесува во десно или лево. Затоа ќе мораме да возиме со помала брзина. Уште од прилика 100 километри ни преостануваат, или 1 час и 30 минути. Еве како изгледа нашиот камион од позади, од горе. Go straight. Се уште возиме право, лево по лентата. Мораме да прикочиме. Бидејќи се појави магла и се уште времето е катастрофално, врнежливо. Гориво нема да ни треба во најскоро време. Само уште 63 километри до она место каде што треба да наполниме, поточно да го натовариме камионот. Влеговме во Германија. Дефект на моторот, во ред, во ред. Сега е 19 часот и 16 минути. Ние сме на 45 километри до целта, или она место каде што треба да отовариме роба. Мораме да возиме предпазливо, бидејќи врне, но може да има и некој удес на патот. Тоа никогаш не се знае. Остануваме се уште право, не се исклучуваме. Возиме со некои си 120 км на час. Прикочите со поголема брзина на врнежливо време. Занесува камионот лево или десно. Тука на семафорите не може да прикочиме, нема шанси. Тука на семафорите треба да свртиме десно. И штом ќе товариме роба, ќе го однесеме камионот на поправка.
Значи мора да го поправиме. Вака, тешко. Добре, ще имаме уште 5 километри до целта. Стигнавме и до Оснабрук, ако добро го прочитав градчето. Тука е и компанијата Volvo, која произведува камиони. Then turn right. Но вие семафори вртиме Turn right. десно. Get ready to turn left. И потоа лево. Turn left and then turn left. Turn left. И повторно лево. We are finished. Стигнавме до самото место за утовар. Да би го натоварили камионот, притискаме Enter. Веќе таа работа за жал ја немаме. Мораме да одбереме некоја друга. Пример, еве ќе возиме Оснабрук до Штутгарт. Оваа работа, значи превезуваме медицинска опрема и ќе заработиме околу 23.657 евра. По час ќе заработуваме околу 43,10 евра. Ја одбираме работата. Се паркираме да го натовариме Let's камионот. go. Rerouting. Каргото е спремно. Треба да се исклучиме тука десно. Тоа е да свртиме десно. Грешка. Требаше да фатиме поголем лак. Ајде бе, може да свртиш. Колку заебанци. Turn right. Бате камионот, види не може да сврти. Малко мислено нереално ова вртење. Тука вртиме десно. Get ready to turn left. На првите семафори лево. Turn left. Ајде бе, каде човек? Кој ти дал возачка дозвола да возиш, До целта имаме околу 534 километри или околу 8 часа возење. За жал, се уште времето е врнежливо. Stay left and then turn left. На првите семафори вртиме лево.
Колку што можеме да видиме, and then exit right. полекано времето се расчистува и се надеваме дека наскоро ќе Exit огрее сонце. Go straight. Stay right. И дека ќе можеме да возиме по убаво време, за разлика од сега. Се исклучуваме тука десно за Дортмунд и Келн. Оштра кривина, мораме да возиме внимателно. Stay left. Се префрламе лево на лентата и продолжуваме да возиме право. Дефект на моторот. Ајде да видиме, да се исклучиме тука. У лентава за паркирање. Да го поправиме камионот. Одиме на сервис. Finding new route. Okay, let's find a new route. Одржувањето ќе не кошта 43.114 долари, тоа е за камионот, за главата, и за приколката околу 2.868 евра, или вкупно 46.000 евра. Камионот ни е поправен и сега можеме да продолжиме со нашето возење. Тука треба да се вклучиме десно. Turn right. Пак. Конечно сонце огреа. Exit down. Тука се случуваме повторно десно. Ги следиме камионите пред нас. Конечно, како што кажа, дождот престана, времето се разубави. Go straight. Излегуваме од Оснабрук, ако добро го погодив градчето, името на градчето. Тука треба да се случиме лево. Turn left. Stay right. За чудо се уште не видовме патарина. Exit right. Повторно се случуваме десно. Stay right. Тука треба да се спуштиме десно.
за Келн и Дортмунд. Stay left. Овде се вклучуваме лево во лентата. Одиме за Дортмунд. Сега е 18:55. Имаме уште 492 километри. Возиме со некои 100 км на час. Остануваме право, не се случуваме. Ај, како го избегнавме сударот за малце. За малку се набиевме во цистерната. Продолжуваме за Хановер, Келн и Дортмунд да возиме. Горивото некаде ни на половина. Ќе мораме во најскоро време да наполниме или наточиме гориво. Како што кажав и во претходните изданија, малце е тешко да го контролираш камионот да вози во линија. Цело време мораш да нивелираш лево-десно. Но со тек на време и тоа се за тоа се стекна навика. Опасно возат германците, само притицуваат. Остануваме ние право, не се случуваме десно. Бензинска пумпа се уште нема на видик. Stay left and then continue straight. Go straight. Се надевам дека во брзо време ќе наидеме на бензинска пумпа да наполниме гориво. Ако не, ќе останеме без гориво. Франкфурт, Келн, Дизелдорф. Stay left and then continue straight. Go straight. Не се случуваме за Дизелдорф, продолжуваме право. Stay left and then continue straight. Go straight. Инаку возиме камион и веко. Stay left and then continue straight. Go straight. Остануваме лево. Графиката е предобра. Скоро па реална, посебно небото. Мораме да прикочиме.
возиме со голема брзина. Четири ленти од една, 4 ленти од друга. Можеме се дозволиме од се побрзо возење од вообичаено. И нема толку оштри кривини. Барем не за сега. Се уште немаме бензинска пумпа до самиот пат да наполниме гориво. Опа, работи на патот, мораме да намалиме брзина. Тоест, некоја сообраќајка веројатно. И ќе мораме да одиме од тука, за жал. За жал ќе мора да одиме од тука. Never mind. I'll find a new route. Бидејќи патот беше затворен, ќе мораме да вртиме Get ready to turn од left. некој друг спореден пат. Тука ќе одиме лево, Turn left. како што ни покажува навигацијата. Get ready to turn left. Turn left. Значи на бензинска пумпа треба да свртиме. А воедно да наполниме гориво. Get ready to turn right. Turn right. Го исклучуваме моторот, притискаме Enter. Овде дизелот изнесува 1,27 евра. Наполнивме 258 литри и вкупната цена е 328 евра. Попалиме моторот и продолжуваме со нашето патување. Тука се вклучуваме на патот. Turn right. Имаме уште 305 км до целта. Успеавме да се пробиеме, некако. Што е најбитно, наполнивме гориво и некој време сега сме мирни.
Stay right, and then exit right. Се уште возиме право. Тука се исклучуваме лево и повторно лево за Штутгарт, Минхен и Франкфурт. Сега е 18 часот. Возиме со 103 км на час, веќе 110. И ни престануваат уште 250 км до целта, каде што треба да истовариме робата. Тука може да возиме малце побрзо, бидејќи патот е поприлично прав. Има 3 ленти. Малку ќе поднамалиме. Stay left, and then continue straight. Остануваме лево. Go straight. Одлични патишта, одлична природа. Одлично време за сега не служи. Не стануваат уште 170 км до целта. Добро е тоа што нема густ сообраќај, па можеме да возиме и побрзо. Stay left, and then continue straight. Минхен, Цирих, Штутгарт, право. Go straight. Сто 42 км на час. Веќе 3, 4, Go straight. 5, 145, 6. Што е одлична брзина за камион секако. Прекрасно плаво небо. За сега нема знаци дека ќе врне дожд. Сто километри до целта. И ова се првите тунели на кои наидуваме. Кои не се долги.
и веднаш вторите. Веќе некое време возиме по предивна, преубава природа. Ова се веќе третите тунели на нашиот пат. Ќе поднамалиме брзина, бидејќи има малце повеќе возила во тунелот. Значи, поентата е во играта, во пренесувањето на товарот, да стигнете точно на време до дестинацијата, каде што треба да истоварите робата. Ние имаме уште 40 километри до целта. И тука остануваме или возиме лево. Не се случуваме. Stay right and then exit right. Само уште 20 километри до целта. Exit right. Инсбрук, Салцбург, Минхен. Опа! Гледајќи ја таблата, гутнавме патот. Ќе се обидеме да се вратиме на патот. Операцијата е успешна со мало оштетување на приколката. Веќе сме скоро на целта, само уште 7 километри неделата да влезат во Штутгарт до нашата цел, каде што ние треба да ја истовариме робата која ја пренесуваме. Еве го Штутгарт веќе се појавува полека. Се гледаат во близина зградите. Get ready to А turn тука и left. првиот семафор, на кој ние продолжуваме право. Turn left. Тука вртиме лево. И сме до целта. Дами и господа, стигнавме до целта. Безбедни. Не успеавме многу да го искршиме камионот. Сега што е потребно да го истовариме. Извозено расстојание 587 километри, одземено време 9 часа и 35 минути. Сме потрошиле гориво 311,3 литри. Во основна плата сме заработиле 14.800 евра. Бонус за вештина околу 3.700 евра. Потом бонус за достава на долго расстојание, бонус за висока вредност на товарот, бонус за осетлив товар, бонус за итна работа и вкупно сме заработиле 23.657 евра.
Дами и господа, тоа беше се за вечерва. Ви благодарам што останавте со нас, гледавте ова видео. Надевам дека ви се допадна. Доколку е така, еден лайк на ова видео и оние кои се уште не се претплатиле, да го направат тоа. А ние ви посакуваме убав и пријатна вечер. Многу здравје, среќа и успех и се гледаме во некој наше наредно видео. До тогаш, секој добро. Чао, чао.